Илјадници посетители од земјава и странство ги посетија струмичките села Градашорци и Смоларе во општините Василево и Ново село. Едните дегустираа специјалитети од прас, други од костени, се со цел да се фирмираат сопствените земјоделски култури во функција на развој на руралниот туризам. Во Градашорци домакинките приготвија 120 специјалитети од прас со цел да привлечат и туристи, но и откупувачи и трговци. Прасот како култура има своји својства со минерали, витамини, белковини и антиоксиданси кои позитивно влијаат на човековото здравје. Но исто и така во делот на гастрономијата, зашто сме сведоци на многуте специјалитети кои ги приготвија домакинките на Градашорци и на општина Василево. Во Смоларе пак се чествуваше костенот како автохтон овош од планината Беласица и таму илјадници посетители со цел да се негува традиционалното печење костени. И се печат некаде околу 1 тон костени за сите гости, сметаме дека ќе бидат доста. Покрај овие костени има и традиционална наша храна, спремана од нашите домаќинки, од жителите на општина Ново село и некаде од прилика ние мислиме дека има повеќе од 1000 гости во овој. Во Струмичко присутен беше и премиерот Зоран Заев, кој подлече дека како влада ќе работат на афирмација на овие манифестации кои ги изближува сите граѓани, за да се негува вековната традиција. Негувајќи ја традицијата која што негувале нашите дедовци и прадедовци, продолжуваме во духот на таа традиција да ги собираме граѓаните заедно, како што може и како што треба да се личи помеѓу нашиот народ во нашата Македонија. Јас се надевам дека сите вакви убави прекрасни традиции ќе продолжат понатаму, заради тоа што тоа е убавината која што ни е стекната благодарение на нашите природни убавини, верувајќи дека ќе продолжат да бидат и врвка сплотувачка помеѓу целиот наш народ. Овие манифестации во општините Василево и Ново село, кои се одржуваат со години, се во функција на локалниот економски развој.